Добро утро, Америка. Добар ден, Македонија и Европа. И добра вечер, Австралија. Во името на организаторите Македонски национален совет и Ние сме Македонија, добре дојдовте на првата епизода од серијалот Дебати диаспората за македонските работи. Денес отвараме јавна дебата на која им отстапуваме простор на иселениците и представници на македонското национално малцинство во соседните земји да го споделат своето искуство во соработка со македонските дипломатски представништва во земјите во кои живеат, со македонските институции по чија надлежност паѓа иселеништвото и македонското национално малцинство. Сите предизвици и проблеми со кои се соочуваат во однос на нивните потреби и одржување контакт со татковината. Во дебатите ќе учествуваат истакнати професори по уставно право, поранешни и сегашни функционери на позиции во контакт и соработка со иселениците и македонското национално малцинство, представници на медиумите и представници на политички партии кои се заинтересирани да соработуваат со иселениците. Целта на овие дебати е да се изнајде идејно решение засновано на искуствата на иселениците и македонското национално малцинство, креирање на предлог проект или законско решение за надминување на проблемите и инсистирање до македонските институции за имплементирање на истото. Иселеништвото и македонското национално малцинство представуваат нераскинлив дел од татковината и време е за обединување околу прашањето за иселениците. Време е за стоп на стигматизацијата кон иселениците, време е за здружување на умовите и моќта на македонскиот народ кон заштита на својот опстанок. На денашната дебата имаме чест да говориме со Ицо Најдовски Перин, водител на македонска програма на радио во Мелбурн и активист за македонската кауза, Стефан Стефановски, професор по физика на Универзитетот Бенедиктин во Чикаго и активист на македонската кауза, Игор Механџиски, артист, еден од основачите на Македонски национален совет во Германија и активист за македонската кауза, Елена Зарковска, поранешен конзул во Детройт, САД, Горан Момировски, новинар, и Гордана Силјановска-Давкова, професор по компаративно уставно право и современи правни системи и парламентарно право. Ке започнеме со вас, господине Ицо Најдовски. Кажете ни каква е состојбата во македонската заедница во поглед на соработка со македонските дипломатски представништва и македонските институции, задоволни ли се потребите на иселениците, имате широк спектар на комуникации со македонски здруженија и индивидуалци во вашата заедница, па ќе ве замолам да споделите од искуствата и со какви предизвици се соочувате доколку ги имате. Повелете. Добар ден, добро вечер или добро утро, каде да сме на планетата Земја. Јас би сакал да кажам неколку зборови, најпрво да ве поздравам вас, Ана, и вашата иницијатива и Националниот совет за ова што го правите. Сметам дека е една историска работа да ги вкрстиме искуствата од сите страни на светот, бидејќи ние каде да сме, македонци сме. Видете, во Австралија дипломатијата е сведена на Македонија на нула, да не речам протуѓерска како во селото наше, кога протуѓерот одеше од куќа на куќа да информира и никој друг. Овде е уште полоша работата, бидејќи од 2018 година ние ги прекинавме сите врски со сите институции на Република Македонија, бидејќи ни го променија уставното, историското име, ако сакате подобро е. Ние избришија историјата, ни го избришија идентитетот и не отстранија, односно не одродија со нашите македонци од соседните држави, исто така и од иселениците. За возврат на тоа формираа едно свое друштво преку тие дипломатски извори, кои воопшто не работат, зборувам јас за во Австралија, формираа една вештачка организација која се викаше Демократски форум
за Македонија, преку кој Зоран Заев и неговата дипломатија представуваше соработката на диаспората, многу јака соработка на Република Македонија и државата. Всушност тоа не беше никаква соработка, ние бевме одстранети, особено во Австралија. Видете, во Австралија диаспората, македонска диаспора е една од најстарите во светот и мораме да ги почитуваме оние кои се доселиле и формирале друштва во 35-та година, 36-та. Затоа што и од тука се и темелите на нашата диаспора, а знаеме дека во формирањето на татковината Македонија, на Македонија, емиграцијата секогаш играла важен збор и имала прв збор, ако одиме историски наназад. Вака сега ние бевме многу радосни кога Македонија стана независна. Имавме една демонстрација 1992 година за влегување во Обединетите нации, каде имаше околу 40.000. 1994 година имавме демонстрација против владата на Австралија за да не признае подуставното име и потоа следеја демонстрации големи по 40-50.000 па и 60 овде во Мелбурн, Викторија. Ние не сме задоволни воопшто од нашата дипломатија на Република Македонија, затоа што, како што реков, сведена е на протуѓерска работа или партиска работа. Пуштаат овде партиски дипломати, кои, ако, јас имав едно искуство со Виктор Габер, кога во еден мој говор за Илинден, тоа сметам дека беше некаде пред 2000-та година, го спомнав во говорот мој геноцидот на фашистичка Грција врз македонците во Егејскиот дел на Македонија 1948 година и амбасадорот на Македонија демонстративно налутен го напуште фестивалот таја година. Другите двајца представници исто така беа партиски определени, воопшто не те препознаваат, освен од она што им е наредено од одзгора. Значи, овде во Австралија, и уште еден друг пример ќе ви покажам дека беше така. 2012 година јас правев промоција на мојата магистерска книга Труд во Тирана во Албанија. Таму со мене беше Веле Трпевски, таму беше и конзулатот, таму бевме после и на Голо брдо славевме Илинден. Кога дојде човекот во Австралија, во 4 години не ме виде ниту еднаш. Ниту ме побара, а ниту ме покане некаде да бидам присутен. Зошто беше така, не знам. Меѓутоа, тоа не треба да биде така. Затоа што ние сите вложуваме многу во нашата татковина. На било каков начин ние вложуваме. Потоа имавме проблеми со издавањето на пасоши. Кога можеше да се извадат пасоши овде, се дадоа токму на тие фамилии пасоши, само да можат да гласаат, не водејќи сметка за иднината на државата, дека денес, ние во Австралија, ако имаме пасоши од Република Македонија, како што се удостоени косоварите во Македонија и некои албанци од Република Албанија имаат пасоши во Македонија, ние тоа право го немаме. Ние овде во Австралија не знам дали имаме и 5-6 илјади пасоши. А да не зборувам за македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија, од Мала Преска, од Голо брдо и од Пиринска Македонија, бидејќи овде нас не има сите. Многу тешко е да се дојде до пасоши, многу тешко е да се дојде до полномошно. Многу тешко е да се отиде дури и во Камбера, затоа што Австралија е континент и е далеку. А пак конзулатите се сведени на работа од 9 сата до 12, после имаат нивна работа, не знаеме каква работа, и со странки не работат. Веројатно ќе добиеме подобар одговор од Елена, господјата Елена Зарковска. Се извинувам, не знам дали сте господја или господица. Ќе добиеме повеќе одговор од нејзе за дипломатските работи. Но, не знам дали со времето како да. Добро е. Значи, ние она што очекувавме со независноста на Република Македонија, ние не очекувавме овде да доаѓаат партиски протуѓери, ние не очекувавме овде да доаѓаат луѓе да не подошат, ние не очекувавме овде да доаѓаат луѓе кои ќе
направат врски со македонските провладини медиуми и ќе имаат само нивно видување, ние очекувавме една професионална дипломатија, која ќе ги остави партиските интереси на страна, додека е дипломат. Тој е тогаш дипломат на Македонија и на македонците, каде и по прв ред нормално дека дипломатијата е што? Да собира интелигенција, односно да собира знаење и движења од државата каде што е дипломатот, а не да собира информации од македонската заедница во Австралија, кој е порадикален, дали е Ицо порадикален или е некој друг порадикален, или пак дали е добар за оваа партија или не е добар за другата. Па Ицо не бил член никогаш на ниједна партија и јас подеднакво ги критикувам штетните работи на Македонија. Која била партија што носи штетни национални интереси на нашата татковина, на нашата држава? Татковина, бидејќи немаме држава, сега е веќе не е држава, татковина јас се обраќам. Оти кога имав држава, немав татковина, сега кога имам татковина, немам држава. Така можам тоа да го квалификувам, бидејќи немаме сега ние држава, не ги уживаме ни државните придобивки, затоа што сметаме ние особено од Австралија, зборувам од оние кои имаат исто мислење како мене, исти ставови, дека Македонија е окупирана држава, а пак за дипломатијата да не зборуваме и ние овде во Австралија, тука и Трајче Спасивски од Австралија, ние донесовме едногласна одлука на 4 март 2018 година дека со прекршувањето на сите овие досегашни договори, преговори, да не ги бројам сите, ги знаете, ние никогаш нема да воспоставиме контакти со дипломатијата. Јас не го знам името кој е овде сега на амбасадорот или амбасадорката, а не знам како се вика ни во конзулатот представникот или представниците. Македонците воопшто, особено во Мелбурн и во поголемите градови, ние сме револтирани бесконечно, значи нема крај нашата револтираност, затоа што Македонија ние сметавме дека тоа е моторот, таа ќе не обедини со егејскиот дел на Македонија. Не мораше со граници, никој не баравме граници. Не баравме граници во Пиринскиот дел на Македонија. Меѓутоа ние баравме меѓусебно еве вака да се сплотиме, да ја унапредиме Македонија, но наместо тоа тие за жал нас ни пуштаат тука луѓе кои повеќе ќе напишат досија, денес ќе се занимаваат со Ицо Најдовски или пак ќе се занимаваат со Стефан или пак со Трајче или со некој друг. Значи нашата дипломатија овде досега беше сведена на дипломатија на културно-уметнички друштва, фудбалски надпревари, на фестивали за храна и така, шат-пат, некаде ќе се излезеше на некој од мумбите каде што беше австралиската хармонија, ако ги поканеа, ако не, ние до денес, може некој да ме коригира, тука е Спасе, како што реков, до денес ние не памтиме некоја дипломатска мисија да е остварена во Австралија, начело со нашите амбасадори или консули. Јас тука би завршил. Благодарам, Ицо. Професоре Стефановски, каква е состојбата на македонската заедница во САД? Можете ли да споделите дел од искуствата на иселениците во вашата заедница? Благодарам за прашањето, Ана. И мојава дискусија нема да биде многу оптимистична во овој однос. Ќе бидам во некои работи и ќе се повторам како господинот Ицо. Меѓутоа, пред да го почнам своето излагање, да ти се заблагодарам тебе лично за иницијативата и реализацијата на овој проект. Да ги поздравам своите соговорници, да посакам добар ден, утро, вечер, на која локација да сме на планетава Земја. Ние сите сме македонци и остануваме тоа. И да ги поздравам сите слушатели, гледачи кои се со нас во моментов и кои ќе не гледаат покасно на YouTube.
сме биле ние во ситуации слични на ова и во минатото и затоа сакам да почнем дискусијава малку на позитивен тон, со позитивен тон или на позитивна нота. Гане Тодоровски во Македонци вика, ние повеќе пати сме почнувале од почеток, од нулата, па ако треба и пак да започнеме од нула, зошто ли не? Значи, треба да издржиме. Така, нас повеќе пати не газеле, не понижувале, не омаловажувале, меѓутоа од страна, овој пат нажалост го доживеавме тоа од дома, од своите, ако можеме така да ги наречеме. Меѓутоа ќе излеземе и од сето ова ние како победници. Дали тоа ќе земе година, декада, не е битно. Македонецот секогаш својата сага ја поминувал на долги стази и македонската диаспора била секогаш еден од битните фактори кои помогнале во тој процес. Дали тоа било во ерата на Делчев, во ерата на Мисирков, на Миладиновци или кој да бил друг современик или во поранешната или поскорешната историја на македонецот, ние сме тука да помогнеме и како диаспора, наша историска задача е да се издигнеме над нашето его, над моменталните фрустрации кои не обзеле и над моменталното разочарување кое што сите нас не има опфатено, да кажам, да се издигнеме на сета таа состојба и да покажеме со своите активности, вклучително и вакви дебати, дека можеме подобро, ќе дадеме идеи и сугестии и ќе успееме, дали порано или покасно во сето ова. Одговорот на твоето прашање ќе го започнем со следнава реченица. Во недостаток на подобар збор или да не употребам некој погруп, односот на македонската на државата моментално или на државното раководство и конзулатите и амбасадите и представниците на нашата држава тука во Америка, конкретно јас ќе говорам, е очајна. Значи во недостаток на подобар збор. Имаме толкава голема заедница на луѓе кои што имаат толкаво големо патриотско чувство, кои што сите се гордеа со своето културно-историско минато, сите се горди на тоа што се македонци и го носат со себе сето она кое не прави нас македонци, нашата култура, нашата храна, нашата музика, нашата историја. Меѓутоа, неверојатно многу деморализирани сме сите генерално во диаспората и луѓето едноставно имаат изгубено интерес да земат поактивно учество во сите овие процеси, точно од таа причина што се чувствуваат запоставени и изолирани од нашата држава. Значи, да имате вие амбасада во Соединетите Американски држави, која што ето, и ако тоа е дискутабилно по многу точки, сепак се смета моментално за една од најмоćните држави во светот, барем од политичкиот аспект, ние немаме амбасадор во Америка веќе година дена. Конзулатите беа празни повеќе од година дена, ево сега гледам почнаа да ги населуваат со идните конзули и немаме ние едноставно представување од нашата држава на највисок можен ранг во оваа држава. Значи, кој е тој кој треба да ги носи пораките и да ги слуша од друга страна пораките од диаспората према Македонија и, како што реков на почетокот, од Македонија према Македонија. Ние такви луѓе моментално немаме. Поминавме парламентарни избори на кои што диаспората во една голема деморализирана состојба, гледате 20 пријави до 7.500 и чинам гласови, иако сочинуваме милион македонци надвор од нашата држава. И тука се поставува прашањето зошто конзулатите или амбасадите кои што се задолжени да ги мобилизираат луѓето, да ги информираат за тоа што се случува и како се случува, беа тивки, ништо не превзедоа и нажалост на крајот се соочивме со тоа и од државното раководство во Скопје да бидеме саботирани, да ни украдат едноставно нашите апликации, да не сведат под 6000 гласови, ни го укинаа нашето уставно загарантирано право да гласаме на избори. Знаете, јас во Америка сум бил легален од денот број 1 како студент, како постдипломец, сега како професор на универзитетот со зелена карта, со најуредно доставена пријава за гласање и мене пријавата ми беше одбиена. Значи, јас од своето лично искуство јавно и гласно пред сите соопштувам дека мене правото на глас ми беше украдено. Значи, јас не се соочив со ситуација каде што документите ми беа некомплетни, имав направено престап, па ето ме казниле на некој начин, значи моето право на глас беше украдено и никој од мојата држава, од мојата амбасада,
од конзулатните представништва, да речеме во Чикаго или било кое друго, не реагираше на тоа и не излезе да не брани, да го брани нашето уставно загарантирано право на глас. Меѓутоа, да е парадоксот уште поголем, кога се случи коронавирусот, тогаш видовме повик од нашите представници, ако тие воопшто не представуваат нас како народ, дел од нив со чест на исклучоците се разбира, добивме повик со жиро сметка за да донираме средства за помош за санирање на последиците од коронавирусот. Значи, оние кои што не стигматизираат, кои што не навредуваат, кои што викаат дека ако вас Македонија би била драга, вие не би биле таму, би биле тука, значи, кои што не исклучија комплетно од сите дискусии едноставно по најсуштинските прашања. Нас ни менува идентитет, ни менува име, ни менува јазик и никој диаспората не ја консултира, макар ако ништо повеќе да видат што ние размислуваме по таа тема. Истите тие ни доаѓаат со жиро сметка и викаат ајде сега донирајте пари и помагајте на Македонија. Мислам, тоа е едно тотално лицемерие кое што не би сакал да бидам вулгарен по ниедна основа и да го карактеризирам на друг начин, меѓутоа ќе кажам, ето едноставно е многу недолично и несоодветно за институции на една држава. Населување на партиски кадри кои што апсолутно немаат контакт со диаспората, кои што не ја познаваат диаспората во нашите агенции за иселеништво или каде и сето тоа да биде, тоа е недозволиво нешто. Вие дозволувате по национална основа таквите луѓе да доаѓаат во некакви клубови тука во Америка, да се организираат приватни забави со малцинството, конкретно албанската заедница, секоја почит и секој поздрав до нашите сограѓани. Меѓутоа, не можете вие да имате некакви представници на државата Македонија и да доаѓаат тие да се среќаваат само со малцинства во некакви приватни клубови, без при тоа да биде спомната Република Македонија, без тоа да биде поставено прашање за тоа кој е интересот на нашата држава и зошто тој човек на државна сметка, платен од нашите пари, доаѓа воопшто на оваа територија и си прави своји собствени забави, да кажам, за собирање на гласови од некоја малцинска заедница која што, повторно кажувам, не зборува во името на сите нас, граѓаните на Република Македонија. Нас ни се неопходни механизми на дејствување, значи нашиот глас мора да биде слушнат. Еден начин и најефикасниот начин веројатно во таа насока би бил воспоставување на електронско гласање. Значи ние силно апелираме да се воспостави електронското гласање, да ние сите можеме да си го дадеме својот глас и колку и да сме незадоволни од одлуките кои се носат, барем да можеме пред себе да излеземе чисти и да кажеме ние го кренавме гласот во момент кога од тоа беше потребно или од нас побарано. Не можете вие да организирате избори на едно или две гласачки места во Америка, бидејќи Америка е голема територија. Вие да патувате од Лос Анџелес до Вашингтон 6 сата авионски лет за да вие гласате, тоа е некогаш невозможно, не само од финансиски причини, меѓутоа и од многу други разноразни причини. Затоа електронското гласање е еден механизам кој што бараме и апелираме да се воведе. Понатаму, застапување на диаспората во институциите на Македонија, воведување на Министерство за иселеништво, Агенција за иселеништво, било кои механизми каде што луѓе поврзани со диаспората, луѓе кои ја познаваат диаспората, ќе бидат во контакт со нас и ќе ги пренесуваат нашите пораки, нашите мислења и нашиот ќе го искажуваат, односно ќе не застапуваат, кратко речено, нас пред нашата држава. И таа наша држава има свето име, се вика Македонија. За сите оние кои имаат дилема и кога изговараат Македонија се чувствуваат како оса да ги каснало. Разбирате до кое ниво сме ние дојдени да се понижуваме, да ќе кажеме Македонија и одма се сепнуваме и треба да се извиниме за тоа. Не се извинуваме, за тоа ние сме македонци, јас барам во свое лично име зборувам и барам како представник на македонската диаспора да ни се овозможат сите можни права кои не следуваат како граѓани на Македонија, да си го кажеме своето мислење. Ние не помагаме на Македонија само финансиски, преку нашите фамилии или инвестиции, ние не ја промовираме само Македонија на меѓународната сцена како амбасадори, ние сме темел на државноста, бидејќи не постои држава без диаспора и нема таква држава во светот и затоа ние сме показател на нашата самобитност и затоа диаспората мора да си го добие заслуженото место
да биде слушната, ако ништо повеќе по сите оние прашања кои што се од национален интерес. Има многу да се каже, но јас би отстапил просторот и на моите соговорници, бидејќи сигурно некои работи ќе се повториме и сакам да го слушнеме нивното мислење. Ви благодарам. Благодарам, Стефан. Господине Механџиски, каква е состојбата во Европа? Претпоставувам како еден од основачите на Македонски национален совет имате многу контакти со иселениците од Германија. Поздрав, Ана. Пред се дозволете да се заблагодарам на сите што прифативте да присуствувате на оваа наша веб дебата. Мислам дека ова е еден начин на кој што можеме многу да направиме за нашата мила Македонија. Сигурен сум дека ќе успееме вака на овој начин со дебатирање да изнајдеме решенија кои што, еве како што моите претходни соговорници кажа, се доста големи. Сакам веднаш да се надоврзам и да кажам дека функционалноста на дипломатијата исто и во Европа, ете и во Германија, кај што сум јас, е во многу лоша состојба. Тие проблеми со години се таложат. Мислам, јас сум бидејќи јас не сум роден, доселен сум во Германија, живеев во Македонија. Барав многу пати помош од нашата амбасада во Берлин или во Бон, за да може подобро да се средам и подобро да функционирам во Германија, но секој пат тие луѓе тоа што беа во тие конзуларни и дипломатски представништва едноставно беа глуви за она што е основен проблем за еден човек кој што нели сменил место на живење. Јас сакам да поставам прашање за да не се навраќам на истиве муабети. Сакам да поставам дали воопшто знаат македонските власти да соработуваат со нас, со диаспората. Како што каже Ицо, диаспората е, барем за мене, јас имав таков впечаток дека е носител на она државност која добивме, на она независност. Ние сите бевме горди на оние активисти, затоа и сум тука, затоа и сум вклучен на ваква дебата, затоа зашто се гордеев од Македонија во раните 90-ти, кога гледав личности што поминуваат по илјадници километри за да дојдат во Македонија и да присуствуваат на еден таков чин како независност на својата татковина, на своја држава. Затоа и го поставувам тоа прашање, дали македонските власти воопшто знаат да соработуваат со својата диаспора, дали воопшто има сериозност за да се разговара со проблемите кои што еве ги гледаме и ние денеска што се случуваат со иселениците. Значи, видете, ние денеска имаме во Европа, јас нели од Германија доаѓам, имаме постојано млади лица, семејства кои што се уште доаѓаат и се уште се населуваат во Германија. Значи, ние не знам дали државата воопшто е заинтересирана да ги остави своите млади, да ги остави македонците да бидат во Македонија или намерно инсистира да се иселиме во потрага по некој подобар живот надвор од Македонија. Значи, не знам, во потрага по некоја информација дојдов до една бројка што од 2009, мислам, до 2017-18 година само во Германија има некаде околу 35.000 ново населени македонци. Значи, за мене таа бројка е доста поразителна. Порано се сеќавам кога се шетав низ градовите низ Европа,
не можеше да се слушне некој македонски да прозбори во некој град. Денеска тоа не е така, значи ние денеска имаме се шеташ и можеш да слушнеш поголема група на луѓе кои што си разговараат на македонски. Како што кажа Ана, како еден од основачите на Македонскиот национален совет, постојано сум во контакт со клубови, но и со група на граѓани кои сами се организираат и секогаш проблемот е и разговорот е еден та ист. Зошто ние не можеме да останеме во Македонија и зошто не можеме да твориме во Македонија? Зошто државата на нас не ни овозможува да покажеме што поголема лојалност, зошто да твориме за друга држава, а таа наша енергија и тој наш труд да го усмериме кон Македонија. Јас мислам дека на нас итно ни треба програма за диаспората. На нас итно ни треба диаспората да се смета за партнер на нашата татковина. Лојалност кон својата татковина во диаспората има, погледнете, премногу. Значи има љубов и тоа може било која влада во државата, значи да го искористи максимално. Само треба да се заинтересира, треба да дојде да седне и да разговара со нас. Затоа и на почетокот кажав дека ми е мило што ете вака се собираме и разговараме и мислам дека преку вакви дебати ние можеме да бидеме носители на тие иницијативи. Можеме алармантно да алармираме и да го качиме степеност на внимание кон диаспората на што повисоко ниво. Не знам, да се направи некоја база на податоци за нас иселениците, за да се види што се ние можеме да направиме во врска со сето она што се случува и во Македонија и надвор од Македонија, нели во дипломатските представништва. Четајки по интернет барав да видам какви решенија имаат другите држави преземено за својата диаспора, можам да кажам дека можеме да најдеме многу убави примери. Јас би ги издвоил Израел и Ирска, значи тие земји од постконфликтни земји со помош на диаспората станаа врвни водачи во се, и во технологијата, во индустријата, дипломатијата им е на баш завидно ниво. Не знам, секако на нас во дипломатијата ни треба професионализам. Во Македонија, за жал, доаѓаме до еден таков заклучок каде што мислиме дека капацитетот на дипломатијата ни е таков. Јас не сакам така да размислувам, но со ова што го слушам и вашите искуства, значи ние во овие 30 години не успеавме да изградиме една дипломатска мрежа која што може да биде блиска до целата диаспора. Не е нешто, кој знае колку тешко да се направи една програма за врска на диаспората со татковината. Како што кажа професорот Стефановски, значи на нас несушно ни треба да овозможиме правото на гласот на диаспората да биде не само слушнат, туку и ценет со свој представник во парламентот. Значи, ако ние имаме некоја евиденција и подобар увид кон диаспората, јас мислам дека многу лесно диаспората ќе настапи со своји луѓе. Ние имаме многу врвни интелектуалци кои што работат и творат во диаспората. Значи, тие луѓе
од љубов кон татковината ќе настапат како носители на таа функција да ја застапуваат диаспората во парламентот. Имаме еве на овие парламентарни избори на овие парламентарни избори како што кажавте, значи 7.500 гласови на нас ни паднаа во вода. Значи ние имаме неслушнат глас на 7.500 македонци. Дали тоа некоја европска, ако не и светска земја си го дозволила. Затоа пред се можеби вака малце и некултурно би се обратил и на професорката, пошто тука е со нас, и би кажал дека би можела да даде голем придонес со ова, барем сега во овој парламентарен состав, да изнајдеме ние решение, да направиме некоја студија за еве ние ќе направиме што поголем број на дебати, каде што би можеле да видиме преку дебата, би можеле да видиме кој стил на гласање, значи ќе биде најдобар за нас македонците и за македонската држава, за да можеме ние да имаме свој представник во парламентот. Покрај тоа ние нон-стоп апелираме да се охрабруваат и младите да се вклучат во ваквите иницијативи, затоа што нели на младите останува иднината, на младите останува Македонија. Мораме и нивниот осет кон татковината да го ставиме на повисоко ниво, да можеме да им објасниме дека и единките се важни. Не мора да се групираме во политички партии или во големи клубови за да може да се покрене некоја иницијатива со што би се остварило било какво човеково право на самата диаспора. Следните парламентарни избори, јас мислам дека не сме диаспората да ги пропушти. Значи, ние до следните парламентарни избори мора да најдеме некој идеално решение, да го имплементираме и да покажеме дека не сме некоја бројка, сега јас вака на непотврдени информации ќе кажам, можеби во Германија 100 до 200.000 македонци, но мислам дека сме многу повеќе и во светот. Можеби е жално да кажам дека имам чувство дека веќе стануваме во диаспората мнозинство, а во татковината малцинство на македонци. Тоа е многу поразително. Ако тоа државата не го види, не знам како понатака ќе продолжиме да ја имаме оваа наша малечка татковина. Мислам, тоа е во глобала што би сакал вака на почеток да го кажам. Би оставил другите да се надоврзат, па после преку дискусија да дадеме и наши предлози за што е тоа подобро да се реализира за нас. Ана? Благодарам, Игор. Би се надоврзала после излагањето на активистите од иселеништвото, да спомнам само бројката на 7.500 и нешто повеќе од регистрирани за последните парламентарни избори е малечка, но мора да се земе во предвид тоа што има многу од иселениците кои имаат истечен пасош и кои немаа можност заради недоволна информираност преку дипломатските представништва да ги обноват своите документи со што би учествувале во самиот процес. Исто и сметам дека треба да се покрене иницијатива преку дипломатските представништва повторно за да се мотивираат младите брачни парови кои живеат во иселеништвото, своите новородени деца во иселеништвото да ги регистрираат и како граѓани на Република Македонија, затоа што ако еден од родителите им е државјанин, автоматски и на детето го следува државјанство. Тука ќе завршам и ќе ја повикам госпогица Зарковска
Вие бевте конзул во Детройт. Ако може да го споделите вашето искуство со заедницата за време на вашиот мандат, кои беа најчестите предизвици или проблеми со кои се соочуваше заедницата, па и нивни барања? Добар ден и од мене на сите. Најпрво дозволете да се заблагодарам за поканата за учество на оваа онлайн дискусија. Воедно би сакала да упатам и честитки за тебе, Ана, твојата енергичност и ентузијазам, посветеност и иницијативноста. Твојот ангажман е за поздравување. Се надевам дека овој пример ќе го следат и други млади луѓе кои што имаат искрени и честни намери и си ја сакаат татковина. Изгледа имаме технички проблем од кај Елена. Веројатно интернетот. Да, најверојатно. Ќе дадам момент само да ја поправи врската. Добро, ќе преминеме на Момировски, во меѓувреме додека се вклучи повторно Елена, па ќе ја поврзиме назад. Господине Момировски, во иселеништвото вие важите за еден од ретките новинари од Македонија кој отстапува медиумски простор за прашањето за диаспората. Вашата емисија на Алфа телевизија Заспи, ако можеше, една од најгледаните во иселеништвото, па мора да кажам и верувам дека сите со нас тука на дебатата ќе се согласат дека со нетрпение го чекаме почетокот на новата сезона. Каков е интересот на медиумите во Македонија за активностите на иселениците и обратно? Има ли соработка? Најнапред благодарам што ме поканивте со сите вас да разговараме овде за еден од суштинските проблеми на македонската држава, на македонската нација, соработката помеѓу матичната земја и диаспората. И само да кажам дека доколку во меѓувреме законска се врати, јас сум подготвен веднаш да прекинам да простор не за потоа ќе продолжам. Нема проблем. Техничко прашање, да. За жал морам да кажам дека интересот на медиумите во Македонија за тоа што го прави диаспората е се помал и помал. Овде има еден човек кој што е многу присутен на македонските медиуми, Ицо Најдовски, кој што не знам дали ќе се согласи со мене, меѓутоа морам да го кажам тоа што го гледам од расположението кај моите колеги пред се, па дури и кај дел од гледачите што ја следат емисијата Заспи ако можеш, но и другите програмски содржини, порталите. Чувството кај огромен дел од македонците што живеат во Македонија е дека диаспората, да не ве навредам сега, иако зборим овде за перцепција, не за мој личен став, диаспората не го прави тоа што треба и може да го прави. Се согласувам дека македонската држава не само во ова власт сега последниве 3,5-4 години и претходно, може би не правеше доволно за диаспората, меѓутоа македонската држава не прави многу работи и за граѓаните во Македонија. И затоа сакам да ја оставам настрана македонската држава, би зборувал повеќе за диаспората. Дали диаспората може да направи повеќе, без разлика каков е ставот на официјално Скопје. И тука мислам дека, без разлика дали ќе се согласите или не, мислам дека диаспората не прави доволно. Јас сум повеќе од 25 години инволвиран во огромен број на, ајде да речам, проекти на диаспората, почнувајќи од соседството, од Албанија, Бугарија, Грција, Србија, сум патувал, не сум организирал, но како новинар се разбира, меѓутоа сум учествувал во огромен дел од тие процеси. Имало луѓе од диаспората, од богатата диаспора, да речам, западната Европа, Западна Америка, Австралија, така натаму, Западна Европа, Америка и така натаму, меѓутоа секогаш се работело за индивидуални проекти, лични амбиции, лични желби на луѓето да помогнат и на македонците во Македонија, но и на македонците во диаспората, односно во соседството, се извинувам.
За жал, последните два изборни циклуси покажа дека ова што го зборувам не е неточно, за жал, ќе речам. 7.500 гласови за последните избори, недоволно за да има гласање. Лани, ако не се лажам, на председателските избори, каде што имавме прекрасен кандидат, ево тука е со нас сега, воопшто не се ни одржа. А само да ве подсетам дека доколку лани имаше десетина илјади гласови од диаспората, Македонија денеска ќе беше друга држава. Ова не е напамет зборување. Професорката Силјановска Давкова го знае тоа уставно начело, разликата, многу луѓе не го знаат, разликата помеѓу двајцата кандидати, доколку беше поголема од бројот на неважичките ливчиња, ќе пропаднеа председателските избори, ќе требаше да се оди на нови председателски избори, но тоа ќе значеше пораз на актуелната власт и Македонија навистина ќе беше поинаква држава. Не можам да ја обвинам диаспората, за тоа се разбира, затоа што и диаспората е еден ентитет на многу различни нивоа, со многу различни луѓе, многу различни држави, култури, каде што е населени, така натаму, така натаму. Меѓутоа, факт е дека јас не видов дека диаспората направи сериозен обид за она што ни е потребно и на нас овде во Македонија, која во моментов не сум во Македонија, во Белене сум, јас сум полна диаспора, семејството ми живее во Белене, за тие што не знаат, но се вратив назад во Македонија за да направам и јас еден обид од тоа што јас можам да го направам од делот на медиумите. За жал, болката за необединувањето во Македонија ми се случува во диаспората. Во овие 25 години комуницирам или сум комуницирал со некои веќе не комуницирам за жал, со над 100 македонски активисти од сите континенти, од Европа, од Америка, Австралија и така натаму, така натаму. Со десетина од нив сум разговарал за еден настан на кој што диаспората од сите меридијани ќе се сретне, Охрид го зборуваме неколку наврати, каде што ќе се седне, ќе се направи стратегија и конкретни оперативни планови како ќе функционира диаспората, затоа што вака диаспората објективно се работи за проста наука на организација, на менеджмент, не може да достави ниту еден резултат кој што може да ги урне темелните принципи на кои што функционира во моментов македонската држава и македонската нација. Еве ќе кажам како пример во медиумите. Диаспората нема свој медиум, ниту пак има соодветни медиумски канали преку кои што може да го изрази својот глас. Заспи ако можеш, да, се согласувам, па еве и други проекти на кои што работувам, Експрес МК, например, постојано инсистира и работи на тоа, меѓутоа не е тоа доволно. Македонскиот медиумски простор е толку парциализиран, толку многу медиуми има. Едноставно, диаспората не може да го испрати својот глас. Јас не велам сега овде диаспората да формира свој медиум и тој да функционира само за диаспората, тоа не е логично, не е ни пазарно да речам. Меѓутоа, има начини кои што ги прават, например, грците. Освен тоа што се координирани сите во светската панхеленска организација, кој не се лажам така се вика, тие и кај медиумите имаат многу прецизна агенда кои медиуми ги поддржуваат, не формираат свој освен неколку интернет портали и како ја пренесуваат својата порака со цел да влијаат на во случајот македонските власти за македонската диаспора и грчките власти за грчката диаспора. И тоа го прават одлично. Тоа е во делот на медиумските презентации на пораките. Во делот на политичките пораки исто така. Без обединување на сите, ајде да речем здрави сили, меѓутоа да, тие што си ја сакаат државата и сакаат да помогнат, за жал не гледам начин на кој што диаспората може да стане значаен дел. Овде слушнав сега и од професорот Стефановски и од неколку и од Механџиски ми се чини слушнав дека без диаспората не може да има македонска држава, македонска нација. За жал мислам дека се лажете. Македонска држава ќе има се дека последниот македонец живее дали во Македонија или надвор од неа, за малку нели овде малку и поетика да внесеме во митот. Мислам дека се уште најголем дел диаспората живее во некои митови. Диаспората де факто не е дел од македонската држава и принципите врз основа на кои што се гради ова ново македонско општество. Македонија денеска е различна држава од таа што беше пред 5 години, за жал за 10 години ќе биде многу различно таа што е денеска. Гледате трендовите каде водат.
не можам да кажам која е крајната цел и дали тоа ќе се случи, меѓутоа факт е дека ако ништо друго диаспората не успеа да влие, дали ќе се соземе, дали ќе се консолидира, дали ќе седнат сите спротивставени фракции, групи во македонската диаспора еден ден и ќе речат луѓе доста беше, да седнеме сите, да ги надминеме суетите и да ги концентрираме сите сили, или ќе не нема и како диаспора и како држава, тоа е прашање на тие, повторно ќе речам 100, 200, 1000, не е важно колку луѓе активисти кои што сепак во изминативе децении дале огромен придонес и помагале многу на Македонија. За жал, голем дел од таа помош можеби ќе остане заборавена, можеби нема да се ефектуира соодветно заради таа слаба координација и соработка. Јас ќе споменам сега овде неколку имиња за кои што знам дека помагале во делот на македонските медиуми и други проекти на македонските малцинства во регионов. Бил Николов, Ѓорѓе Атанасовски, Крис Ангелков од Австралија. И уверен сум дека најголем дел од вас или некој од вас ќе речат пушти го сега, Бил е ваков, Ѓорѓе е таков, има партија, Крис Ангелков е онаков. Сите ќе најдеме за некого некаква забелешка и ќе го елиминираме, да речеме, од тие вистинските големи македонци, и мислам дека тоа е една од суштинските грешки. Сите што помагаат се добредојдени, сите имаат добри ставови, добри идеи за Македонија, меѓутоа ние меѓу себе се отфрламе и потоа очекуваме некој друг да не разбере и да ни помогне нам. Не се согласувам со професор Стефановски дека македонската држава треба да помага. Не, се виде дека особено последниве 20 години, македонската држава нема да помогне на диаспората затоа што не е способна сама на себе да си помогне. И затоа мислам дека диаспората мора да работи самостојно во однос на властите во Скопје, самостојно да ги води сите проекти. Сега ќе ви кажам на многу проста математика. Рековме 1 милион во диаспора има, без разлика дали се тие луѓе со пасоши без пасоши, над 1,7 милиарди долари годишно е приливот од дознаките од диаспората во Македонија. Се работи за огромна сума пари, без кои што Македонија нема да може да го одржува позитивен својот платен биланс. Знаете тоа што значи? Државата нема да може да функционира. И јас од западен некаков принцип, од собствен интерес, ако јас давам, како македонска диаспора, да речеме дека е 1 милиарда, останатите дека се останатите малцинства во Македонија. Сакам да имам контрола на моите пари. Државата во Македонија, властите во Скопје во моментов не се заинтересирани да соработка со диаспората, заради тоа што диаспората е апсолутно против Северна, како што е и огромен дел од македонците во Македонија, меѓутоа ние во моментов, професорката Силјановска е човекот кој што во моментов во парламентот се обидува на законски начин, на како да кажам, на демократски начин да ги промени тие актуелни стандарди во Македонија, меѓутоа објективно и таа не може сама да постигне ништо, па дури ни партијата на чија што листа беше овие избори, ВМРО-ДПМН. Сакам да кажам дека диаспората ќе мора да прекине да размислува митолошки и ќе мора да почне да размислува пазарно. Парите што ги испраќа во Македонија ќе мора да се концентрираат заради тоа што со мали, ситни проекти, помошти на одредени луѓе или организации, па дури на политички партии, кои што чуваше на последните избори, нема да може да се промени актуелната општествена парадигма во Македонија. Се извинувам што јас вака директно зборувам, меѓутоа поинаку веќе не може, можеме да бидеме сите фини културни. Факт е дека диаспората сега има некакво влијание. Ако вака продолжи за 10 години, ќе нема никакво влијание на македонската држава, каква што се уште ја замислуваат огромен дел од припадници на диаспората. Мислам дека времето ми истече. Уште неколку работи само. Слободно. Ајде, можеме после кај прашањата можеме после, ако е вратена Зарков, да јас ќе прекинам сега, па останувам за прашање, нешто не објаснет добро. Нема проблем. Елена, мислам дека сега сме поврзани. Само уклучи го микрофонот.
Да слушаме сега? Да, во ред, повели. Ви благодарам за вашето трпение. Морав да се прифрлам од еден на друг уред. Почестена сум што бев поканата да го споделам својот став и да ги принесам моите искуство од работата со македонската диаспора. Јас имав можност во период од 2013 до 2017 година да остварам лични контакти и да соработувам директно со македонски државјани кои што привремено или постојано престојуваат во Соединетите Американски држави. Тоа беа луѓе на различна возраст, со различни степени на образование и различни занимања. Голем дел од нив заминати во 70-тите и 80-тите години од минатиот век, но и понови генерации иселени последните десетина години. Слушнав бројни лични приказни, се запознав и со проблемите кои ги мачат, помогнав секаде онаму каде што имав можност тоа да го направам, но и заеднички поразговаравме за бројните предлози и иницијативи за подобрување на релациите со диаспората, но и за нови инвестиции, потекнување на извозот, соработка во област на образование, култура, здравство и така натаму. Ако јас лично се прашувам, сметам дека треба да се даде приоритет во наредниот период токму на овој вид на соработка, а диаспората повеќе да се насочи на можностите за поврзување и соработка со матичната земја во овој правец. Во моето денешно обраќање сакам да се осврнам на комуникацијата која имав со македонската диаспора, она што сметам дека недостасува и е потребно да се преземе со цел да се подобрат состојбите онаму каде што реално има основ за тоа. Се чини дека е сеопшт впечатокот дека голем дел од македонските државјани кои што привремено или постојано работат и престојуваат надвор од границите на нашата држава, освен тоа што знаат каде се наоѓа најблиското ДКП и немаат информации за тоа кој ги представува и кој ги застапува нивните интереси, ниту пак се запознаени со програмата за работа, уште помалку па со активностите кои што се реализираат. И тоа е грешка која што мора да се искоригира, затоа што е обврска не само на дипломатите кои што се заминати на мандат и генерално на севкупната мрежа, Министерство за надворешни работи, владата, меѓутоа обврска и на медиумите, но и на представниците на диаспората да информираат јавноста со нивната работа, повеќе да се интересираат, да прашуваат и да се вклучат и во нивните иницијативни настаните кои што се организираат и предлог проектите. Навременото и точно информирање, како и брзата и лесна комуникација е нужност, особено ако се земат во предвид можностите кои што ги нуди современата технологија, а за истото да се реализира, верувајте дека е потребна само добра волја. Истото се однесува и на комуникацијата која се остварува со македонската диаспора. Јас за време на мојот мандат настојував да одржам континуирани средби со представници на македонски здруженија, организации, асоциации, имав активна соработка со нив. Значи, носам позитивни искуства, имавме меѓусебна поддршка, учество и придонес при организација на најразличен тип на активности, независно дали се работи за хуманитарни настани, заедничко организирање на бизнес презентации, промоција на македонската традиција, заедничко одбележување на најголемите државни и верски празници и така натаму. Многу е битна достапноста на вработените, независно дали се работи за комуникација по електронска пошта, понатаму дали таа ќе биде телефонска, на социјални медиуми или пак лични и непосредна. Споделувањето на информации од заеднички интереси се разбира дека тука може да помогнат и социјалните алатки Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Исто така е многу значено дипломатите да се секогаш добро информирани за работите од своја надлежност и, што е уште поважно, неопходна ни е добра координација. Сепак се чини дека координацијата се уште представува главен проблем и тоа не само во рамки на дипломатската мрежа, туку генерално во рамки на целата државна и јавна администрација. И тука мислам дека сите може да го дадат придонесот, не само носителите на високи државни функции, туку секој еден вработен во администрацијата, професионалниот однос, посветеноста и одговорноста може да придонесат во голема мера за подобрување на состојбите. Друго прашање кое што и претходно беше споменато во однос на предизвиците на кои што треба да ставиме приоритет, беше и системот за вадење на патни исправи во ДКП-ата. Процедурата во најдобар можен случај трае од 4 до 6 месеци, често пати се чека и по 9 месеци, па дури и година.
за да се добие нова патна исправа. Причините се најразлични. Оние проблеми со кои што јас лично се соочував беа нерегулирани од државјански статус пред се на оние лица кои што се одамна заминати од Македонија и кои што последна патна исправа им бил пасош од Југославија. Голем дел од нив и немаат нови изводи од матична книга, не има определен единствен матичен број и затоа често пати траат постапките долго за да го обноват македонскиот пасош. Годинава претпоставам дека и пандемијата и неможноста соодветно да се применат протоколите за заштита на здравјето на граѓаните дополнително го развлекоа тој процес. Меѓутоа, како и за сите проблеми, така и за ово има решение. Јас решението го гледам во поставување на базни станици, електронско пријавување и електронско креирање на файл за секое лице, така што со само една посета во ДКП-то за земање на биометриски податоци би се завршила целата процедура, а доставата на пасошот би се реализирала по брза пошта. За тоа своевремено постоеше и одлука на влада, меѓутоа истата не се реализираше, од кои причини навистина не би можела да дадам одговор. Исто така неопходно ни е и воспоставување на еден функционален систем за вадење на други документи, како што се имотни листови, изводи од матични книги на родени. Во период додека јас бев во Генералниот конзулат во Детройт, тоа беше само пилот проект, меѓутоа е добро да се размисли, да се прошири во рамките на сите дипломатско-конзуларни представништва и да се прошири листата на конзуларни услуги, вклучувајќи ги тука и документи со кои што се потврдува работниот стаж, а кои што во голема мера ни ги бараат македонските иселеници, потврди за неосудуваност, најразличен вид на документи од Управа за јавни приходи, од Царинската управа и други институции. Воспоставувањето на електронски систем за ваков тип на услуги е целосно оправдана и исплатлива инвестиција, го скратува времето на чекање, ја намалува и бирократијата и што е најважно од се на општо задоволство на граѓаните, така што јас се надевам дека новата политичка гарнитура ќе смогне сили и ќе превземе чекори за конкретна реализација на овој тип на проекти. Би сакала накратко да ја споменам и економската и културната промоција. Во мојот мандат се организираа бројни презентации за инвестицијските поволности, состаноци, бизнис форуми, конференции, конгреси, беа вклучени и представници на македонската диаспора во голем дел од нив. Имавме редовни посети од економскиот тим на владата, соработка со министрите кои што беа задолжени за привлекување на странски инвестиции, раководството на технолошко-индустријските развојни зони, Агенцијата за странски инвестиции преку нивните економски промотори. Овие активности носеа резултати и жал ми е што системот престана да функционира затоа што беше од бенефит и за македонската диаспора, реализација на нивните бизнис интереси и проекти, но и интерес на македонските државјани кои што се уште живеат во Република Македонија. Не помалку значајна тема е, се разбира, и културната дипломатија. Тоа е еден од најдобрите начини за промоција на државата и се надевам дека во наредниот период ќе се посвети сериозно внимание на зачувување на културните центри и отворање на нови. Диаспората тука многу може да придонеси и еве упатувам еден апел за поголемо залагање и борбеност во остварување на цели за културна промоција. Важни се разбира и политичките конекции, лобирање, предавање на светски познати универзитети, збратимување на општини, телевизиски радио настапи, интервјуа во пишани медиуми, соработка во рамки на дипломатскиот и конзуларниот кор. Навистина има многу работа, потребен е само мотив, желба и љубов кон сопстената држава. Се разбира дека тука голема улога игра и кадровската екипираност, буџетските средства и соодветните услови за работа, меѓутоа важни се и други карактеристики. Важна е одговорноста, принципиелноста, важна е доследноста, а пред се лојалноста кон сопстената држава на дипломатите кои што ја представуваат и ја застапуваат својата земја. И последната тема на која што би сакала да споменам, да кажам збор 2 во делот на политичката вклученост е унапредувањето, се извинувам, на изборниот процес во диаспората и создавање на институционални претпоставки за поголема информираност и вклученост на диаспората во политичките процеси на нашата држава.
Една од првично активностите кои што се зафативме уште на самиот почеток беше мапирање на диаспората. Јас барем сум задоволна што успеав да креирам една обемна база на податоци со представници на македонската диаспора, независно дали се од постарата или од поновата генерација. И тоа ни беше клучна основа за понатаму да ги креираме и програмата за работа и да ги реализираме активностите. Клучно е воспоставување на формална, на организирана и активна комуникација помеѓу диаспората и матичната земја. Континуирано мора да ги информираме за актуелните состојби и за владините политики, да се подобри медиумската информираност за актуелни прашања и низина организираност и активности во земјите на престој. Досега проблем представуваше правната и организацијската комплексност, но и една регистрацијска недоследност која што постои, нивна недоволна информираност и заинтересираност за изборниот процес. И тоа според мене беше причината за слабиот одзив на македонските државјани во странство на досегашните изборни циклуси кои што се организираа во диаспората. Сепак сметам дека имаме доволно искуство за да ги идентификуваме предизвиците и да најдеме соодветно решение. Тоа решение јас го гледам во дополнително олеснување на постапката за пријавување и гласање во странство, да се олесни исто така и пристапот на гласачите на гласачки места кои што се наоѓаат на голема географска оддалеченост од македонските ДКП, особено во држави како што се Австралија, САД и Канада, и да се зголеми се разбира информираноста во странство за изборниот процес и учество на диаспората во истиот. За тоа да се направи потребна ни една веродостојна евиденција, потребно е создавање на административен, но и буџетски капацитет за да се организира гласање во диаспората. И јас би сакала тука да наметнам неколку дилеми кои што сметам дека треба да се расчистат во наредниот период. Македонските државјани кои што немаат постојано живеалиште во Македонија, значи се родени во странство или пак се иселени повеќе од 20 години, воопшто не фигурираат во избирачкиот список, досега немаа можност да го остварат своето законско право и покрај тоа што во изборниот законник се вели дека со валиден македонски пасош или лична карта и со валиден документ од земјата каде што поседуваат може да се пријават и да гласаат, така што треба да се реши конечно и ова прашање. Понатаму мора да се реши и прашањето за да се овозможи еднаквост и тајност на гласот и заштита од негова злоупотреба доколку се прифати моделот на електронско гласање кој што гледам дека се заговара од голем број на македонски организации и здруженија во диаспората. И уште едно битно прашање кое што сакам да го наметнам е можноста да се гласа и на референдум, затоа што досега иселениците гласаа на парламентарни и председателски избори, меѓутоа мислам дека е многу значајно да им се овозможи да го остварат гласачкото право и на референдум. Има уште многу прашања кои што се вредни за дискусија, меѓутоа и во интерес на времето, тука ќе завршам, ќе оставам простор за другите дискутанти, за професорката Силјановска и се разбира за прашања од гостите. На самиот крај сакам да изразам само надеж дека нашите сугестии и препораки ќе бидат земени во предвид при понатамушните дискусии, истите ќе се преточат во конкретни активности за подобрување на законската регулатива, конечно изработка на една стратегија за надворешна политика, реална и остварлива програма за работа на ДКП-ата, поголема нивна достапност, професионализам и што е можно посеопфатна дигитализација на услугите. Благодарам за одвоеното време и внимание и ви стојам на располагање за прашања и коментари. Благодарам, Елена. Професорке Силјановска, откако ги проследивме искуствата на иселениците преку излагањата на говорниците, кое е вашето мислење на оваа тема? Во рамките на нашиот устав, дали има простор за промени со цел решавање на проблемите на иселениците? И уште едно прашање во однос на предложениот модел една изборна единица, како би се одразило тоа на иселеништвото, бидејќи порано бевме групирани во 3 изборни единици, Америка, САД и Канада и Австралија, па потоа се смена законот, сега сме само една, 7 изборна единица, како би се одразил моделот на една изборна единица на нас, иселениците? Благодарам, Ана.
И јас сакам да ви изразам честитки за ова што го правите, навистина. Мораше да се почне еднаш и од каде да почне човек, би сакала да звучам поетски, ама драматична е ситуацијата и јас еве ќе кажам 2-3 збора на почетокот. Често пати велам дека судбината на Македонија ме подсетува на судбината на Ирска, можеби зашто го почитувам Бернард Шо, денеска неколку пати беше спомената татковината, тој вели, нели? Можете се да смените одело, религија, ама татковина не можете. И тоа е оној човек кој што замислете уште во 18-тиот век вели дека либерал е човек кој што се бори за Ирска, така, или се бори за Македонија. Зошто? Заради тоа што за Ирска значи вели, за Финска или за Македонија. Зошто од им било невозможено да создадат своји национални држави. И се срамам со името, зашто ако еден од најпопуларните британски премиери Вилјам Гледстон велеше Why not Macedonia to Macedonians и ми испрати писма на владите на Грција, Бугарија и Србија, денеска во 21. век се враќаме на оваа тема. Проблемот е сериозен и мислам дека ќе се продлабочува. Кога се поставија прашања, еве јас да подсетам на нешто. Само држава, што не е партиска држава, држава во која владее правото, а не неколкумина луѓе, може да креира национална стратегија за диаспората. Значи, поделеноста внатрешна по сите клучеви, етнички, верски, културни и најопасното нешто, туркање на концептот и на реалноста на бинационална држава се одразува директно на односите меѓу Македонија и диаспората. Велиме, нема контакти со амбасадите, сигурно знаете, во моментов ние немаме амбасади дури во 26 земји, меѓу кои ни во Вашингтон немаме во Сиднеј, немаме во Перт, немаме во Пекинг, немаме во Брисел, немаме во Москва, немаме во Обединети нации. Како очекувате таа држава да навистина да има добра меѓународна политика? Значи, тоа е едното што е важно. Понатаму, поделената држава и бинационалната држава по дефиниција е слаба држава, weak state би рекле вие, се плашам дека се движи кон failed state, бидејќи кога нема институции, во моментов имаме маска од парламент, декор од елемент, еве јас сум дома денеска, минатата недела не бев во парламентот, на 4 божемно се конституира, меѓутоа, се додека нема работни тела, тој не може да функционира. Кому му одговара тоа? Па на оние во власта. Впрочем, вие надвор сте најкомпетитивните. Вие сте европјаните. Вие сте американците. Вие сте успеале тамо. Ниту една власт не сака луѓе кои се успешни, а особено оваа овде. Зошто? Бидејќи луѓе со интегритет, со дигнитет, со успех се критични. Јас не можам да не кажам дека дури и на последните парламентарни избори, челници на СДСМ зборуваа дека нема потреба од гласање на диаспората, бидејќи ваши се проблемите во вашата дома, а наши се овде во нашата дома, ама Македонија ни е заедничката дома. Тоа сум го повторувала и сега го кажувам. Згора, ние имаме Министерство за надворешни работи, кое е поделено исто така по сите основи. Синдикатот секој ден укажува на непрофесионалноста, се работи за
партизација и политизација и тогаш да не се чудиме кога од конзулатот во Германија ќе го чуеме конзулот како честита национално ослободување на Липково или кога ќе го чуеме конзулот во Бугарија како вели дека сме биле еден народ. Значи, тоа е драмата во која се наоѓаме. Што е најважно? Прво, мора проблемот да се реши како што повеќето од соговорниците потенцираа со изработка на национална стратегија за надворешната политика, но во рамките на истата со изработка на националната стратегија за диаспората. Јас, за да не звучам партиски, бидејќи не сум член на партија, но ете, ВМРО ДПМН се согласи во процесот на демократизација да вклучи на парламентарните избори, дури и како носители на листа, луѓе кои не се партиски, но ве упатувам на следново. Споредете ги двете програми, едната на ВМРО ДПМН е на последните избори и програмата, така наречената програма на коалицијата околу СДСМ. Ве уверувам дека ако во првава има цела глава, во која што насловите се Национална стратегија за диаспората, грижа за македонците во диаспората, декларација за реципроцитет по прашањето на малцинските права, привлекување на успешните македонци, конзуларни канцелари, државни стипендии за најдобрите студенти, онлайн сервис за диаспора, базни станици за диаспора, културно катчет за диаспора, македонска експертска диаспора, летен и зимски камп Ја сакам Македонија за децата, учење на македонски јазик, стажирање на македонци од соседните земји во диаспората, отварање нови гранични премини и така натаму. Ако најдете една реченица во програмата на СДСМ за диаспората, јас ќе ви се изминам. Што значи институционално решавање? Прво, значи, тоа јас го зборував и за време на председателската кампања, прво, во најмала мерка, министер без портфеј за диаспора, но најдобро Министерство за диаспора. Ако имаме ние измислено имагинарно министерство какво што на планетава не постои за политички системи и односи меѓу заедниците, или за борба со корупција, замислете, владата и заменик премиерот ќе се борат со корупцијата, а корупција и организиран криминал нема безклученост на министри или државни службеници, што значи сами ќе се борат со себе. Тој што ја евалуира владата како потенцијален, значи клиент, треба да биде надвор. Тоа е антикорупцијска комисија, тоа е јавно обвинителство во кое мора да има и има посебен дел кој што ќе се бори со организираниот криминал, се разбира и судството. Второ, на ниво на собрание, и јас тоа ќе го предложам ако се состане собранието, мора да има пандан на министерството, тоа би било комисијата за диаспора. Понатаму, во рамките на владата има социјално-економски совет. Момировски посочи што значат дознаките од надвор за справувањето со кризата и за нашиот финансиски опстанок. Логично би било тогаш во социјално-економскиот совет да има загарантирани места за диаспората. Понатаму, председател на држава, човек која представува Македонија дома и надвор. Знам многу држави, како некој кој предава компаративни политички системи, во кои, во рамките на канцеларијата на председателот, постои посебен дел, постои тркалезна маса, постои совет во кој што е застапена диаспората, зашто ако тој ја представува нацијата,
логично е дека националното ткиво е неделиво, па во советите мора и во процесот на одлучувањето мора да биде вклучена и диаспората. Исто така мислам дека во МАНУ мора да има посебна политика, бидејќи ние надвор имаме врвни луѓе, препознатливи во секој поглед, во сферата на културата, во сферата на науката, во сферата на економијата, се разбира дека тие треба да бидат присутни и овде, за да воспоставиме ние подлабоки врски. Понатаму, повторно, колегата Момировски спомена телевизијата Сонце, како што знаете во Македонија. Меѓутоа, исто така јас морам да кажам дека и државата тука мора да стори нешто. Ако имаме ние македонска радио-телевизија, сигурно дека треба да има канал или сегмент редовен кој ќе се занимава со прашањето на диаспората. Самиот универзитет Кирил и Методи и сите универзитети, ако сакаат да бидат фабрики за знаење, на знаење, а не за хартија, исто така преку алумна системот, преку алумни системот мора да имаат континуирана врска, заеднички проекти и слично. Но искуството од соседството на Грција, искуството на Ирска, исто така ми вели дека чекорите треба да бидат синергични, заеднички и дека и диаспората би можела на овој план, на планот на медиумите, на планот на издаваштвото, весниците, исто така да направи определени чекори, затоа што светот во кој што вие живеете, значи ве турка да бидете поинспирирани или да бидете можеби чекор пред нас. Ајде сега нешто околу изборите. Некаков експерт на Обединети нации за избори сум, понекогаш се срамам од тоа, но кога реков дека драматично работите ќе се менуваат на полошо, да не заборавам, ве предупредувам добро да го прочитате фамозниот бизарен амандман 36 последен на Уставот, во кој што ние велиме во ставот 3 се вели: Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и за делот албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, и ги негува и онапредува врските со татковината. Во уставното право вакво чудо нема, бидејќи зборуваме за граѓанска држава, зборуваме за нација демос, и ја не сум чула во некоја земја да има диаспора на турците или на грците во САД, а да не зборувам овде за наредените народи, бидејќи асоциацијата е дека е ова некоја си федерација на етнички клуч суи генерис. Таквите знаеме како завршија Советскиот сојуз, Југословенската, Чешко-словачката, ама ни тогаш немаше диаспора за македонците или диаспора за србите или диаспора на албанскиот народ надвор, туку татковината беше оваа, што значи надвор нема диаспора на албанците од Македонија и на албанците од Албанија или диаспора посебна на албанците од Косово, има албанска диаспора, има македонска диаспора, значи ни предстои голема битка. Одговорно тврдам дека и на овие избори, и на претходните, всушност, правото на граѓаните кои што имаат македонско државјанство, без оглед каде живеат, беше повредено и прекршено. Имено
Јасно е во Уставот дека граѓаните пред Уставот и законите се еднакви и во поглед на избирачкото право, бидејќи следниот ова е членот 9 првиот, членот 20 даваат став 2 вели избирачкото право е еднакво општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање и на крајот членот 23 дека секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавните функции. Тоа им беше оневозможено на граѓаните кои имаат македонско државјанство во диаспората и да кажам дека во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права се инсистира на сиве овие погоре споменати членови, имаше дури и постапка во Страсбур пред судот, бидејќи претпоставувам знаете дека во Грција не е дозволено, а Грција има извонредно силна диаспора, диаспората да учествува на председателски и на парламентарни избори, па имаше постапка во Страсбур, истото се најавува и за Косово, значи рамноправноста мора да постои. Ме прашавте околу законите. И со умно споменавте дека државјанство може да се стекне и по она што ние го велиме правниците jus sanguinis, значи ако еден од родителите има потекло, а не само по jus soli да сте родени овде, но мислам дека она што е најважно и што мора ние да го направиме е промисла, преиспитување на изборниот законник и на решенијата кои што се вградени внатре. Со право неколку дискутанти веќе рекоа дека ќе мораме можеби меѓу останатото и за да си ја видиме големата македонска слика, колку луѓе се надвор, а јас сум сигурна дека се повеќе од што има жители Македонија, за жал, во самиот избирачки список, како што има во Словенија, во Хрватска, да има анекс, за да можеме да ги регистрираме, да ги идентификуваме и веќе беше кажано, решението е пилот гласање на диаспората, може би комбинирано како во Словенија по пошта и електронски, но со сите закани и гаранции обезбедени за тајноста на гласањето и за кредибилноста на самиот процес во една слаба држава, како што реков, квази држава, која што некако сизив нагоре, туку паѓа надолу, ова мора да значи гаранција во која што исто така и диаспората би можела да учествува како директно засегната, бидејќи има проекти, има системи кои што го гарантираат ова. Кога реков дека дека се прекршени, дека е прекршено избирачкото право на диаспората, мислев на следново. Значи, знаете дека внатре во Република Македонија има 6 изборни единици, со последните измени со 20 пратеници од секоја изборна единица. Надвор има пропорционален изборен систем, за разлика од претходниот мнозински изборен систем. 3 изборни единици, на планетава нема изборни единици континенти или делови од континенти, и тоа треба да го промислиме. Меѓутоа, зошто велам дека се прекршени правата? Имено, се вели дека 3 резервирани места, какви се тие резервирани места кои не може да се реализираат? Значи, потенцирам како некој кој знае компаративно изборно право. Ако е нешто гарантирано, тоа мора да се реализира. Никаде, одговорно тврдам, не се условите за стекнување на мандат внатре
и надвор исти. Тоа е невозможно. Особено е невозможно кога вие не ја знаете бројката и кога во тој фамозен изборен законит едно чудо членови има кои ве туркаат во еден бирократски лавиринт. Идејата која е? Не да се инспирира диаспората да гласа и да одлучува за дома, туку диаспората да се обесхрабри. Како иначе да го интерпретирам членот дека за да се стекне првиот мандат, потребно е да се добие број на гласови кој што е барем ист на најмалиот број гласови во изборната, во некоја од овие 6 изборни единици, ама на последните избори. Па ве молам, значи ние, ако ги споредиме мандатите добиени сега, ќе видиме дека во петката и во шестката мандат се добивал и со 4.500 гласови. Ако споредиме со минатите избори, тоа не е така. Сакам да кажам, 7.500 пријавени веќе значат мандат и тоа со доста голем број на гласови. Уште поспорно, вториот сега, не под истиве критериуми, туку двојно повеќе. Па, значи, тоа е нерамноправност и дискриминација и меѓу самите тројца од диаспората, а и во однос на гласовите за дома. И третиот, замислете, 3 пати повеќе гласови од најмалиот на последните избори. Тоа е неодржливо. Што треба да се прави по мене? Хрватска, предпоставувам знаете, има загарантирани места за диаспората и тие варираат со многу помала маргина на одстапување. Ме прашавте за една изборна единица. Во многу држави, каде што гласа диаспората, главно има 2 начина на гласање. Или, но тоа не може кај нас и спорно е, бидејќи внесува дискриминација, или се гласа во последното пријавено живеалиште, но со право, неколкумина од вас рекоа дека доста со тие социјалистички тези за привремена работа. Многу би сакала јас да сте привремено надвор, ама не сте привремено, сите знаеме. Туку нашата работа овде е привремена и постојано гледаме во еден правец и да не се чудите зошто не се превземаат мерки. На ниту една неспособна власт не ја одговара епистемолошката заедница да ја дома. Туку таа си верува уби бене иби патрија, гледа како да заминат овие луѓе, за да останат послушните војници, кои ќе се однесуваат така како што власта ќе посака. Значи, не одговара тоа, велите најчесто е моделот една изборна единица. И сите од диаспората гласаат во таа изборна единица. Но, однапред кажувам дека не смее сега пак диаспората да дозволи без неа да се креира изборен модел што се однесува на неа. Значи, во процесот на одлучување, кога сте државјани на една земја, мора да бидете рамноправни и мора и вие да атакувате покрај нас овде за институционално вклучување во процесот на одлучување. Зошто? Заради процедурата. Абстиненцијата беше спомената, еве јас нешто да забележам, иако не е многу пријатно некој одвнатре да критикува некој кој е надвор, а се уште финансиски ја помага државата. Меѓутоа, голема дилема, кажувам, имам околу логиката за бојкотирањето на председателските избори.
Не зашто јас бев кандидатка. Ирелевантно е тоа. Ирелевантно е тоа. Но ако имаше, што велат французите, raison d'être за тој бојкот, тогаш истиот, или велат јапонците икигаи, тогаш имаше и за парламентарните избори. Така? Но мислам дека секогаш треба да сте вклучени во изборите. Точно е дека е невозможно со оглед на дистанцата и овој модел не овозможува. Меѓутоа, реформата на изборниот систем мора да почне веднаш и на изборниот законник, а не пред избори. Зашто, впрочем, како член на Венецијанската комисија знам дека во последната година или во последните 6 месеци не треба да се менува изборната регулатива. Беше посочено дека треба диаспората да гласа со право и на референдумот, но и сега јас одговорно тврдам дека во изборниот законник има одредба која што вели дека се што важи за председателските и за парламентарните избори, исто така важи и за референдумот. За жал, нешто не важи. Неодамна добив покана да учествувам во проект на Универзитетот од Оксфорд од двајца млади луѓе кои се на постдокторски студии за едно прашање: дали амандманите на Уставот и дали референдумот може да биде предмет на оценка на уставноста пред надлежен орган, Уставен суд или во некои држави пред Врховниот суд. Кај нас не, ама во многу држави да. Зборувам за фамозниот референдум, на кој на секој правник и граѓанин со здрава логика му е јасно дека беше неуспешен и ја постојано го повторувам тоа, што значи дека и диаспората можеше да учествува во тоа. Одливот, позавршувам со тоа. За жал, во време кога нема попис, или немало попис, знаете во кои држави нема попис. Македонија станува како ничија земја, тера инкогнита. И само слушате проценки, околу 30%, околу тоа се све аматери статисти, кои што треба час поскоро да бидат демантирани. Завршувам со следново. Кога се кандидирав за председателка, најповторуваната реченица ми беше примерот за Мери Робинсон и Ирска. Игор, мислам, го спомена примерот. Интелектуалка, жена после која жените станаа многу често кандидатки за председателки на Ирска, која го разви оној концепт на келтските тигри, дека најдоброто и најумното, најслободното треба да се вклучи во решавањето на прашањата врзани за Ирска во едно тешко време во какво што се наоѓаме ние денеска. Јас од секогаш сметав и се уште сметам на вашата енергија, ум и знаење. И не попусто им велам на студентите дека Америка за толку кусо време го направила она што на Европа и требало векови, токму заради тоа што од континентот бегале слободоумните, оние кои биле санкционирани, оние кои бегале од верските судири, авантуристите, оние со предприемнички дух, оние кои верувале во еднаквоста на шансите. Мора да обезбедиме еднаквост на шансите на сите македонци, каде и да се, и да направиме обид, барем да не дозволиме да се стркала уште подолу. Затоа и јас на моја возраст се решив да влезам во парламентот,
за она што го предавам и за што пишувам, барем да го промовирам од говорницата. Уште еднаш ви благодарам, спремна сум за одговори на многу дилеми. Благодариме, професорке. Со оглед на тоа што се останати само уште 15 минути до крајот на дебатата, ќе отворам за прашања до сите учесници и гости и ќе ве замолам само на кратки прашања и кратки одговори за да им се отстапи простор на сите. Кој сака да оди прв слободно? Трајче, повелете. Само уклучете го микрофонот, ќе ве молам, за да ве слушнеме. Повелете. Доста интересно да ги слушаш вака разговорите на луѓе што се инволвирани во парламентот и надвор во диаспората. Прашањето мене ми е како диаспората ќе може да биде учесник во сите избори кога немат валидни документи. Тие валидни документи како што се каже дека процедурално не може да се извадат 6, 7, 8 и 9 месеци, може и никогаш. Проблемот е тој во диаспората. Диаспората е желна да учествува. Јас како живеам овдека во Мелбурн сум активно вклучен во последните години во заедницава. И самиот имав тој проблем дека јас пасошок не можам да го извадам. Без валиден документ не барајте диаспора. Голем фактор е, може да решават и да придонесува за Македонија, али без валидни документи не може никако да биде валидна диаспората во надвор од Македонија. Единствен проблем што јас го гледам сега дека народот е поделен на партиски доживувања. Или ќе бидеш во една партија, или во друга, или никаде нема да постоиш. Тоа е најголемата штета на македонскиот народ. Значи, прашањето е дали ќе може да се реши овој проблем да диаспората си ги вади документите по скратен процес. И дали може да се и тоа ќе допринесе за диаспората да биде јака и да има свој глас во парламентот. До професорката Давковска. Силјановска, сори. Да, благодарам. Видете? Да, јас сум еден од најголемите критичари на партизацијата и политизацијата и не мислам дека партиската држава е држава. Сите институции се партизирани, во право сте, но чувме дека за определена категорија на граѓани скратената постапка веќе се применила и дека тие добиле документи. Во право сте, значи уште веднаш треба надлежните органи, јас не сум на власт, не сум ни член на партија и нема да бидам, кажувам, бидејќи се согласив како непартиски член да бидам на листата, токму за да зборувам за департизација и деполитизација, да, ние имаме Министерство за надворешни работи, ние имаме Министерство за внатрешни работи, се плашам дека Министерството за надворешни работи повторно ќе води етнопартиска политика, бидејќи прв пат во историјата имаме лекар министер за надворешни работи, непознат феномен, морам да кажам, во компаративното уставно право, но има влада и атак треба, едно од првите барања да биде веднаш во најкус рок да се утврди политика на издавање на патните исправи, пасошите на лицата од диаспора, но за тоа треба комуникација, значи пак ќе треба со амбасадите во САД или во Австралија, конзулатите и така натаму, а тие се партизирани. Прашањето ви е логично, јас се обврзувам да го покренам, кога ќе има пратенички прашања, држете ме за збор, бидејќи опасно е да чекаме, но јас не можам да ви ветам, тоа може партијата на власт.
само да вети дека тоа што е право на секој член од диаспората мора да биде за неа обврска, за да може вие да си го реализирате правото на глас. Дали ве задоволува прашањето? Ве слушам. Прашањето ме задоволува, али ситуацијата е нелогичка кога веќе насочувате дека партијата на власт треба да го донесе тоа, дека знаеме дека господинот Заев енергично ја отстранува диаспората, не сте потребни, вие се иселите од Македонија, не допринесувате за Македонија ништо. Значи, тоа е директен удар врз нас, што навистина како премиер, за мене не е премиер тој, да се отворено се рачунаме, не е премиер за мене. Јас не сакам да се изразувам, без разлика на кој начин, ваков човек на ваква позиција и председателот што ни е сегашниот, не треба во никаков начин да се изразува на вакви ситници и да не понижува. Ние македонците сме понижени од нашите власти и дома и надвор. Целосно се согласувам, но така. Сепак нема да му дозволиме да глуми Луј 14 на господинот Заев. Точно е, сум го слушала и јас ова и длабоко ме навредувало, како и вас. Мислам дека јавноста е тука силна и дека ние треба да го покренеме. Немаме каде на друго место, освен во парламентот. Мислам дека државата не е негова, вие сте државјани, имате право да гласате, може да биде заканата дека дури и постапка да покренеме, но тоа е долга работа. Стигнале, ви кажав, грчките работи до Страсбур, до судот за човекови права, меѓутоа, мислам дека сепак има силна опозиција со помоши на медиумите, дека час поскоро ова треба да го актуализираме уште сега на почетокот. Имаме среќа што имаме во случајов еден пратеник, вие, кој е заинтересиран да го покрене тоа прашање во парламент. Има и други, Ана, има и други. За почеток вие сте сега, па се надеваме дека ќе има повеќе и дека ќе се приклучат повеќе во поддршка на Јас ви ветувам дека едно од моите први пратенички прашања ќе бидат тоа и ќе барам рок во кој што ќе го решите, начин да се презентира, значи пред собранието, зашто во спротивно ќе кажам дека може да се најдете во Страсбур за оневозможување на активно и пасивно избирачко право и елиминирање на диаспората од процесот на одлучувањето. Да. Златко, повелете, вие имавте прашање? Не се слушате? Во ред. Некој друг има прашање? Ана, ти можеш да контролираш за Златко. Тој е на мјут, ти извади го тоа. Да, ама не може да се приклучи. Самиот дава знак дека не може да се приклучи во ред. Ке има можност да ќе го напиши прашањето, па ќе го прочитам јас, не е проблем. Ако нема од другите учесници, тогаш ќе реплицирам јас. Ако има, чекам од учесниците други. Не, нека и од учесниците да му даеме можност овие кои не слушаја. Ако има некој друг. Па нема пријавен во моментов и то можеш да... Добро, јас би сакал да реплицирам на професорката за изборите, за председателски избори, за бојкотирање. Немаше такво движење, тука еве го и Трајче од Мелбурн, немаше такво движење овде во Австралија дека треба се бојкотираат изборите, меѓутоа вистината е тоа што кажа Трајче, јас се кажав исто, ние немаме валидни изборни документи за да учествуваме во изборите. Еве јас бев кандидат за избори 2011 година овде
во Австралија и добив само 13 гласови. Еден анонимус доби 500 гласови и влезе во собранието. Значи, како влезе во собранието? Се наштампаја пасоши во црковните општини, владиката учествуваше во таа пропаганда со свештениците и председателите на на црковните општини, а од друга страна удри една силна пропаганда, Ицо е грчки службеник, Ицо е бугарски, Ицо е против владиката Петар, служи на српската црква и ќе те направат тези мивка, ќе го бришат подот со некоја личност, без разлика дали станува збор за мене или некој друг. Тука сакам да го вклучам и Горан Момировски. Медиумите од кај нас, особено партиските медиуми, толку многу се навлезени во македонските организации. Ние порано, на сите ви кажувам, еве јас сум еден од постарите иселеници, ние знаевме кога беше УДБА на власт, знаевме кога се боревме против Грција и Бугарија. Сега ние не знаеме дали е Лупчо Георгиевски, дали е Бранко Црвенковски, дали е владиката Петар, дали е владиката Наум со бугарите, или е Бигорски манастирот со бугарите. Ние не знаеме дали е амбасадорот овде Кодош и што прави. Ние не знаеме конзулатот што ни прави. Вие знаете какви овде се не игри се прават. Од еден човек способен, тие можат да направат да се изиграат со неговиот живот посветен за македонската нација, за македонскиот народ, на македонската фамилија и сите тие присутни елементи и на крајот ќе те лишуваат, ќе те стрелаат. На отстрел ќе те стават и нема да добиеш ни простор, никаде. А особено, например, во медиумите македонски, немаше можност да се дојди. Еве и сега, јас сум многу луд што досега ни еден медиум не се има консултирано со македонската заедница од светот. Немам видено ни еден медиум. Никој не бил поканет. Никој. Апсолутно, тоа жалам. А пак од друга страна, јас водам радиопрограма 25-6 години, а не сум оставил некого да не побарам да правам интервју. Значи, не сум бирал личности, вклучувајќи и вас, професорке, и Горан, кога му го зедоја правото да влегува во Грција, и на сите други личности. Меѓутоа, знаете кој е мојот проблем? Кај мене сакаат да се јавуваат на интервјуа кога се во опозиција, кога можат да напаѓаат, кога јас ги бранам националните интереси. Меѓутоа, штом седнат во фотелите, во министерските фотели, станат пратеници, ќе завземат директорски места, ќе ги завземат сите удобни состојби во републиката, тогаш те исклучуваат. И не смеат, и сум добивал дури такви пораки, Ицо, ти ми си пријател, ми се најде во најтешкото, кога беше потребно, сега, меѓутоа, таков е ставот на партијата. Никогаш не сум добил одговор, таков е ставот на државата. Туку ставот е на партијата. Значи, јас сум бил опозиција кога бил Бранко Црвенковски. Бев опозиција како медиум. Бев опозиција и на Лупчо Георгиевски. Бев опозиција и на Никола Груевски за законите од 2011 година. И не го кријам тоа, бев. А пак сега, како што рече Трајче Спасевски, јас не сакам да зборувам за Зоран Заев. Ние, покрај Зоран Заев, имаме на сите вклучени, меѓутоа професорке повеќе почит кон вас, имаме ние и колективно предавство на македонскиот народ. Имаме колективно предавство. Това предавство колективно на македонскиот народ ние треба да бидеме сложни и да на некој начин да го канализираме, како да кажам, да го истребиме. Тоа е една голема штета. Бројот од 600.000 и нешто на референдумот кои излегоа да гласаат за промена на историското име на македонскиот народ. Тоа е едно големо предавство кое не знам по кои закони, по кои уставни права може да се осуди во иднина. Не знам. Затоа доаѓа, сакам да кажам, да се вратам назад, дека воопшто немаше бојкот за вашето кандидирање како председател во диаспората. Немаше пасоши, а меѓутоа бевме поразени
3.0 службено со промената на уставот, преамбулата и грчкиот договор, преспанскиот, бугарскиот договор и двојазичноста на Македонија. Ние бевме поразени службено на зелена маса, диаспората, и затоа сме многу разочарани. Толку има. Сакав да ве охрабрам, да ви кажам дека диаспората, немаше во диаспората движење како што имаше за референдумот. Го немаше тоа движење. Меѓутоа, за жал, луѓето не излегоја, ниту пак имаше интерес. Мислам дека ме разбирате. Ве разбирам целосно и го прифаќам и кажувам дека и на председателските избори и особено сега на парламентарните се соочивме со феноменот на растечка абстиненција. Едноставно луѓето се во конфузија. Токму заради искуството што и вие го презентиравте. Колку се умни кога се во опозиција, ама спротивното го прават кога се на власт. Да. Платон, стариот Платон, како вели, одвај чекав да си замине старата власт, кога дојде новата, не знаев која е полоша. Се согласувам. Благодарам. Ќе прочитам пораката на Златко, затоа што има проблем технички да се вклучи говорно. Вика, благодарам на соговорниците од Македонија што ни потврдивте дека сме оставени на себе си. Имаме план како да се спроведе интеграцијата на диаспората во Македонија. Велам интеграција поради тоа што сме оставени на сами себе. Ни преостанува сами да се организираме и тоа еве на дело го правиме. Обединувањето на диаспората е во тек, сакал некој или не. Да, сме разочарани, но тука сме и кога највеќе и треба на нашата татковина Македонија. Благодарам, Златко. После изминати 2 часа, продуктивна дебата со големо задоволство од исходот, би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам на сите говорници и гости во името на организаторите Македонски национален совет, представник денес е Игор Механџиски и ние сме Македонија. Дебатата тука ќе ја затвориме со најава за продолжение во недела на 20 септември во 14 часот по македонско време со други соговорници, но сепак и вие сте поканати да се вклучите доколку сакате да бидете исто активни. До тогаш останете во добро здравје и се најдобро. Ви благодариме, до слушање. До слушање. До слушање, пријатно. Фала, Ана, многу. Се најдобро на сите, ви благодарам уште еднаш. Одлично.